Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. За една година за 16.940 денари пораснала вредноста на синдикалната минимална кошница. Од владата смируваат дека ќе има намалување на цените. Од објект во изградба во Гостевар паднале арматурни шипки врз 16 годишен малолетник. Сдруженијето на диабетичари организира бесплатно мерење на шеќер во крвта по повод Светскиот ден за борба против диабетесот. За една година за 16.940 денари пораснала вредноста на синдикалната минимална кошница. Трошоците за живот драстично се зголемуваат од месец во месец, а платите не го следат истиот раст, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Постојаните поскапувања речиси на сите намирници за исхрана, облеката, горивата, производи за водомот, угостителските услуги и слично, создаваат главоболки на граѓаните. Во анкета велат дека едва врзуваат крај со крај во месецот. Со сите покачувања на цените и сметките, кои ги има изминативе месеци, парите не стигнуваат. Не се стига. За нас, пензионерите, тоа е многу тешко. И за работниците, слушам, гледам, не се стига. Тешко. Тешко за сите. А подобро знае он како е, што немају плате, нема месечна, тоа е. Па социјалци сите сне. За сите ретки се тие што може да поднесат да платат, да уживаат на ова денешна скапотија. Значи, место трговците барем да ги ограничи еден период да останат истите цени, тие секој ден се нови цени. Значи, загрижуваш. Ова што го кажува дека и се надеваме дека ќе поевтини кога ги донесува меркиве за намалување на струја, за обезбедување тие што ги даваат како субвенции, мислам дека ќе се намали. Меѓутоа е обратно. Од Сојузот на синдикати на Македонија, според нивните пресметки, велат дека на едно 4 члено семејно домаќинство за минатиот месец му биле потребни 51.514 денари за основните потреби. Синдикалната кошничка е зголемена за 16.940 денари, во споредба со истиот месец октомври претходната година. Трошоците за живот драстично се зголемуваат од месец во месец, а платите не го следат истиот раст, се жалат и граѓаните. Например, колку се качат цените, платите нису толку качени. Значи, тоа нешто не е во ред, ама кој нас праша? Платите колку да растат, не може да ги стигнат цените, да ги задоволат потребите на граѓаните. Што треба да се покачат платите. Тоа е. Растот на инфлацијата која од месец за месец е се поголема, за месец октомври рекордно достигна до 19,8%. Од Сојузот на синдикати велат дека тоа влијае врз намалувањето на куповната моќ на работниците и доведува до осиромашување на целокупното население. Овој процент на инфлација е нов аларм за синдикатите, затоа што платите не се зголемуваат, но цените и натаму растат и покрај маржите. ССМ бара зголемување на платите на сите вработени како во јавниот, така и во приватниот сектор. Во наредните 10 дена се очекува намалување на цените на основните прехранбени производи, најави министерот за економија Кришник Бектеши. Тој рече и дека до денес со ЕСМ продажба веќе се склучени околу 1000 договори за субвенционирана струја, а од нив околу 600 се пекарници од земјава, но и дека од 1 јануари нема да има драстично поскапување на струјата. Во наредните 10 дена очекуваме намалување на цените на основните прехранбени производи, посебно
тие производи кои се наведени во одлуката за утврдување на маржија од 5 до 12%, а секако дека од 1 декември очекуваме и поголемо намалување, ако значи делот на суровините останува вакво како што е во делот на цените, увозни цени, и секако дека согласно очекувањето за тие да бидат намалени. И во делот на лебот, како што знаете, веќе почнал да се намали. Очекуваме во наредните 3-4 дена да има намалување во делот на цените на млекото и млечните производи, а секако дека до крајот на наредната недела очекуваме намалување да имате во делот на производите од месо. Имајќи го предвид разговорите што сме ги имали ние кон Министерството за економија со домашните производители, а во делот на увозните цени веќе ги следиме цените од Царинската управа и таму можеме слободно да констатираме дека таму веќе почнало да има намалување, а целата листа на тие што ќе добиват субвенционирана електрична енергија од страна на државата ќе биде доставена до Државниот пазарен инспекторат и ќе се направат соодветните контроли. Да ги повикам потрошувачите, граѓаните, ако утврдат дека нема намалување во наредните 10 дена на овие производи кои што ги наведов, согласно процентите кои ги кажав, да пријават во Државен пазарен инспекторат, се со цел да се намалат и тие цени и залиги кои се направени претhodно од страна на одредени компании. Чекање и по 3 месеци за мамографија, че има само до крајот на годинава, најави министерот за здравство Беким Сали. Тој тврди дека од нова година никој нема да чека за снимање и пациентите од другите градови нема да мораат да доаѓаат за снимање во Скопје. Пациенти од внатрешноста од сите градови патуваат за Скопје за да добијат една здравствена услуга. Меѓутоа, таа приказна ќе имаме до крај на годината. Од јануари веќе нема да разговараме дали мамографија има во Неготино, дали ќе се снима во Струга, дали ќе може да добијат услуга во Штип и така натаму. Во очекување сме на реализација, потпишан е договорот со изведувачи на инсталација на несовремена опрема во најмалку 12 јавни здравствени установи, почнувајќи од мамографи, дигитални рентген апарати, па до ангиографи и компјутерски томографи. Така да во очекување сме и ние за реализација, работиме напорно во сите јавни здравствени установи кај што ќе има распределба на опремата, се работи, веќе градежните работи се во тек и должност на добавувачи на компании кои што ги инсталираат опремата е и обука на кадар кој што ќе работи со нив. Распределбата на опремата ја правиме врз основа на имање на кадар и потенцијал за давање на таа услуга. Искуството со опрема која што беше купена и држена по магазини со години веќе нема да се повтори, затоа што ние сме многу внимателни опремата која што се купува веднаш да биде инсталирана и веднаш пуштена во употреба. По повод 14 ноември, Светскиот ден за борба против дијабетесот, Сдруженијето на дијабетичари од Тетово утре ќе организира бесплатно мерење на шеќер во крвта. Управниот одбор на Сдруженијето на дијабетичари од Тетово ги известува граѓаните дека утре, 11 ноември, петок, во време траење од 11 до 13 часот во просториите на Домот на пензионери во Тетово ќе биде организирано бесплатно мерење на шеќерот во крвта. Оваа активност ќе се реализира по повод 14 ноември, Светскиот ден за борба против дијабетесот. Светскиот ден за борба против дијабетесот е создаден во далечната 1991 година од страна на Светската здравствена организација, како одговор на зголемената загриженост од здравствената закана наречена дијабетес. Светскиот ден на дијабетесот пак е и најголемата кампања за подигнување на свеста за дијабетес во светот, која опфаќа глобална публика од над 1 милиарда луѓе во повеќе од 160 земји. Инаку дијабетесот или шеќерната болест е главна причина за срцеви заболувања, инфаркти, слепило, откажување на работата на бубрезите и ампутација на долните екстремитети. Раната дијагностика и лекување се клучните моменти во спречувањето или одложувањето на животно-загрижувачките компликации, па така наједноставен начин за превенција и контрола на шеќерната болест е токму редовната проверка на шеќерот, особено кај лицата на постара возраст.
возраст, гојазните и оние кои имаат фамилиарна историја на болеста. Театарската представа Повеќе среќа друг пат утре со почеток од 19 часот во просториите на поранешниот дом на Арама премиерно ќе биде прикажана пред тетовци. Представата ја организира Македонско-хрватско друштво Тетова и ќе играат актери од театарот Замка од Загребачка жупанија. Истата ќе биде на хрватски јазик, поточно на кајкавски дијалект. Театарската комедија Повеќе среќа друг пат утре со почеток од 19 часот во просториите на Музеот на Тетовски крај, односно поранешен дом на Арама. Премиерно ќе биде прикажана пред тетовци. Представата е во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово, а ќе ја одиграат актерите аматери од театарот Замка од Загребачката жупанија. Станува збор за една комедија која што ќе биде изнесена на кајкавски дијалект, односно на дијалектот во делот на Загребачката жупанија, од каде што доаѓа оваа театарска екипа. Станува збор за представа која што е победник на минатогодишните смотри на театарски аматери во самата Загребачка жупанија. Станува збор за екипа која што има од најмлади до најстари членови. Влезот е слободен. За Тетово ќе биде една ретка прилика да видиме една представа на хрватски јазик, меѓутоа и да видиме една представа на кајкавски дијалект. Мисијата на еден татко да го ожени својот син единец се очекува да влее доза позитива и насмевки кај публиката, а представата според застапената тематика е наменета за адолесценти и возрастни. Па може да кажеме дека станува збор за младинска представа, односно публиката е некаде од млади па се до колку и да пристигнат без разлика на возрастната граница, меѓутоа некаде плюс 16 може да кажеме поради самата содржина на представата. Инаку аматерскиот театар Замка, кој утре гостува во Тетово, постои од 1993 година со низа успешно одиграни представи во Хрватска и надвор од неа. Во петок на 11 ноември со почеток од 18 часот во еден познат локал во Тетово, младиот писател Јован Илиевски ќе ја промовира својата најнова книга со наслов Татко ми Босфор. Татко ми Босфор, вака е насловено најновото книжевно дело на младиот писател тетовецот Јован Илиевски. После промоцијата во Скопје во книжевниот центар на издавачката куќа Антолог, Илиевски најавува промоција и во неговиот роден град Тетово, која што ќе се одржи во петок на 11 ноември во локалот Инфинити, со почеток од 18 часот. Талентираниот писател во изјава за нашата телевизија, меѓу другото, ја искористи приликата да ги покани неговите поддржувачи, но и сите љубители на пишаниот збор да дојдат на заедничка дружба. Здраво Ивана, пред се фала на поканата. Промоцијата на моје големо задоволство ќе се одржи во Инфинити на 11 ноември во петок, со почеток во 18 часот и таму сите кои што сакаат и да купат книгата и да се подружиме, тоа може да го направат од 18 во Инфинити. Дека Илиевски сака да експериментира со стилови, тоа го потврдува и книгата Татко ми Босфор, која ги прикажува навидум различните животни приказни на две хероини, едната сместена кон крајот на 19-тиот, а другата на почетокот на 21-виот век. Понешто се разликува затоа што е уникатна приказна на две паралелни истории во исто време. Значи, овој пат се раскажуваат две паралелни приказни и зборувам за современ Истанбул и за Истанбул во калифатот. Така да, е историја, е мистерија, две паралелни приказни и мислам дека и љубителите и на пишаниот збор за современиот свет и за ориенталното дека ќе може да се задоволат со овој роман. По одличната атмосфера на неговата промоција во Скопје, за која Илиевски вели дека ги надминала неговите очекувања, се надева дека овој пат и тетовци ќе го достојат со нивното присуство. Зад мене овој пат стои Антолог. Јас сум многу поради тоа среќен, навистина се професионален тим. Промоцијата на романот помина одлично, повеќе од очекуваното, искрено. Јас и не очекував да има толку да не е мој роден град, и навистина беше повеќе тоа што го замислував. Имаше
доста луѓе, но поради мој едноставно мерак, официјалната ја зачував за мојот роден град, за тука. Конечно, јас едва чекав за да се случи ова нешто, без да има протоколи, без да има некои предуслови и правила, туку наставно да учиваме во текот на таа вечер. Искрено, навистина очекувам многу, затоа што пред ова, кога ја правев промоцијата за ноќта кога напуштив Прага, навистина и беше и посетувана, имаше доста луѓе и вие бевте таму, така да сега ќе биде истиот тој фазон, само уште свечено и искрено не можам да дочекам. Инаку промотор на најновата книга на Илиевски ќе биде професорот по англиски јазик Пиро Сарџевски. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера во СВР Тетово е пријавено дека од објект во изградба на булевар Гоце Делчев во Гостивар, собственост на жител на Гостиварски вруток, паднале метални предмети, арматурни шипки и повредиле 16 годишен малолетник од Гостивар, кој поминувал покрај објектот. Извршен е увид во кој покрај екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар учествувале и повеќе инспекцијски служби. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на улица Вера Циривири 3 во Тетово со судска наредба лишиле од слобода 25 годишен тетовец за издржување на затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 од Кривичниот законник. На бргу по лишувањето тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово. Ноќеска околу 1 часот на улица Маршал Тито во Тетово лишен од слобода 19 годишникот Тетовско селце, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници вчера на улица 120 во Тетово привеле 35 годишен тетовец, поради сомнение дека неовластено ги снимал додека преземале службени дејствија. Се расчистува и документира случајот. Сообраќајната полиција вчера контролираше автобуси и такси комбиња. Вчера од 6 до 10 часот на поширокото полошко подрачје спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, најмногу автобуси и такси комбиња. При контролата откриено и санкционирано е едно возило во Гостиварско кој имало неисправни сопирачки, кое веднаш е исклучено од сообраќај, а на возачот изготвен му е поднесок и ќе се соочи со парична глоба, која за овој вид прекршок изнесува 400 евра во денарска противредност. При контролата исто така биле констатирани и санкционирани 3 други видови сообраќајни прекршоци во Тетовско, од кои еден се однесувал на непоседување потребни документи за вршење јавен превоз, а што представува кривично дело, казниво по член 284а од Кривичниот законник. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до учесниците во јавниот превоз на патници навреме да ја проверат техничката исправност на возилата и да ги обезбедат предвидените документи, со што најнепосредно ќе придонесат за сопствената и безбедноста на нивните патници, како и за вкупната безбедност во сообраќајот на поширокиот полошки регион.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!